Продолжуваме со експресното носење на законите, крајно штетно по македонските национални интереси. Добро е што министерот за транспорт и врски се јави конечно да го видиме овдека на оваа говорница. Меѓутоа, очигледно е дека представниците на власта не знаат што зборуваат кога излегуваат на говорница. Дали не е срамота, почитуван министер за транспорт и врски, да подпишете нешто на невидено? Еве ја табелата, исто како и вчерашната табела кога ја презентиравме, потполно празна. Нека види македонската јавност. Ова е празна табела. Празна табела кореспондентна, која што треба да биде основа за носењето на овие закони, односно за предлагањето на овие закони, кои што вие како министер за транспорт и врски сте ја подпишали, и тоа на невидено. Се поставува прашањето кој е тој што подпишува на невидено. Дали е уценет или има некакви други проблеми кои што треба да ги решава низ институциите. Мислам дека ова што и го правите на македонската јавност и на македонската држава е антимакедонски чин, затоа што на овој начин ја фрлате Македонија во должничко робство, во финансиска нестабилност, која што во наредниот период ќе биде злоупотребена од надворешни сили. И тоа мислам дека треба да го знаете, затоа што ако ова не ви е јасно, тогаш не треба се занимавате со политика. Зарем не мислите дека една нестабилна држава финансиски, односно финансиски нестабилна држава, дали може да се справува со проблемите кои што произлегуваат пред неа? Нападнат ни е националниот идентитет, Македонија се гуши во корупција и во криминал. Како утре ние ќе се справуваме со предизвиците кои што се пред нас на патот кон Европската унија? Доколку Македонија е нестабилна држава, начинот на кој што ова денеска го правите, само ја ослабувате незината позиција. И за ова носите директна одговорност, вие како министер за транспорт и врски. Јас можам од оваа говорница да ви порачам, реновирајте се и ги затворите на време. Да не биде после, не сме кажали. Овдека не обвинуваат сме се заканувале со затвори и така натаму. Не се закануваме со затвори. Кажуваме дека ќе се спроведува словото на законот. Правото треба да владее, а не како сега да се дерогира. Го изфрливте уставот, не ги почитувате законите. На овој начин не се гради ниту правна држава, ниту ова е достоинствено за една држава која што претендира да отпочне преговори со Европската унија. Да одиме на законот. И вчера ги читав, и денеска ќе ги прочитам, и нека црвенеат, со име и со презиме. Тие што требале да го спречат носењето на овој закон, односно да пристигне во ова собрание. Друга работа е тоа што председателот на ова собрание дозволил да овој закон, спротивно на членовите на деловникот, дозволил да се работи на Комисијата за европски прашања. Требал веднаш да го врати. Се работи за Владимир Лазаревски, соработник, кој што го подготвил ова законско решение. Никола Пасков, раководител на оделение. Катерина Јаневска, раководител на оделение. Стојанчо Радичевски, помошник раководител на сектор. Јетмира Маличи, помошник раководител на сектор. Снежана Пендовски, државен советник. Зоран Брњарчевски и Методија Димевски, генерален секретар на владата. Нормално подпишан од докторот Артан Груби, кој што ни го доставил ова законско решение кај вас. И сега внимавајте, сите овие закони наликуваат еден на друг, не се повикуваат на европското аки, затоа што видовме дека е празна кореспондентата табела, туку се повикуваат дека се изработени согласно извадок од нацрт записник на некоја седница на владата. Значи, на оваа седница на владата дискутирале и министерот за внатрешни работи, министерката за одбрана, министерот за правда, вице-премиерката за добро владење. Сите овие дале пас, односно дале амин на овој закон да ни се најде тука пред собранието. И да ги понижи пратениците. Да ги понижи пратениците. Нас не понижувате. Ги понижувате граѓаните кои што ве бирале. И тоа е голем срам за вас. Тој срам ќе ве прати до крајот на животите, тоа треба да го знаете. Кажувате дека предложената измена се врши заради усогласување на одредбите од постоечкиот закон. Меѓутоа не кажувате со што се усогласува. Со што усогласуваме? Европска директива,
регулатива и така натаму. Нема. Такво нешто нема. Кажувате, град би од стратешки интерес за изградба на државни патишта, пруги, магистрални водоводи, како и други градби од јавен интерес. Каде е почитувани е регулирано што е стратешки интерес? Имаме ли ние процедура, методологија за дефинирање на стратешки интерес? Сме се договорили ли за тоа што е стратешки интерес? Имаме ли јавна дебата отворено? Милиарда и 300, односно 2 милиарди ќе се потрошат народни пари. 2 милиарди евра. И ние немаме дефинирано што е стратешки интерес. Туку така да поминат законите. На брза лента, како што викаат, на брзата пруга. Демек, ајде побрзо да завршиме, оти им се брза на овие од владата, затоа што имаат уште неколку месеци од власт. Па 6 години бевте на власт. 6 години. Еден клин не ударивте у државата. Само ја разградувате. Најголемиот буџет го трошите. Најголемиот буџет во историјата на Македонија. Ништо не е направено. Дали не е стратешки интерес, еве да прашам, тука е министерот за транспорт и врски. Доаѓа од Источна Македонија, од Штип. Дали не е стратешки интерес за граѓаните од Источна Македонија да се направи клиничкиот центар во Штип? Еве да не се навредат и пријателите од Западна Македонија. Дали во Тетово не треба да имаме клинички центар? И дали тоа не е поголем приоритет од ова денеска што го разговараме? Ќе стигнеме и до градинките, колешки, полека. Согласно целите, начелата и основните решенија на предлог законот кажувате за брзана реализација на градби од стратешки интерес. Каква за брзана реализација зборувате? Што значи тоа? Да се скокнат процедурите за да се добие на време? Апсолутно дека сме за градење, апсолутно дека сме за забрзана реализација. Меѓутоа покажавте со вашата неспособност во изминативе 6 години дека не сте способни да го направите патот оние 2 километри тамо што се Катланово. Не сте способни патот до Блаце да го направите. Охрид Кичево, Шекеринска кажуваше 21 дека ќе се возел по него. Која година сме сега почитувани? Која година сме? Не сте способни ништо да направите. Во владата на ВМРО ДПМН, еве гледам дека ми дофрлаат од место па да кажам, се направи патот до Штип, автопат се направи. Го криевте година дена, не сакавте да го пуштите, само за да не излезе дека владата на ВМРО ДПМН го направила. Се направили патот Демир Капија Смоквица, оној чочек што игравте таму. Се направи. По кои законски решенија се направија тие автопатски решенија? По постоечките. Ама се направија и функционираат. Ова сега што го правите е ништо повеќе од класичен криминал и корупција. ДКСК ви кажува отворила предмет, а вашиот премиер, оној дезертерот што бега од секакви соочувања, бега од избори, бега од дуел со лидерот на опозицијата. Тој е истиот кој што стои позади ова, заедно со Артан Груби. Не смеете да му писнете на Артан Груби. Ве контролира еден водач на навивачка група, што во меѓувреме станал доктор на науки. Срам за вас. Во овој закон понатаму кажувате, ќе се интегрирале Македонија со Европската унија преку овие коридори. Со кои земји од Европската унија се поврзуваме со овие коридори? Ова најправи не се коридори. А ако е коридор 8, тој треба да почне од Крива Паланка, односно од Деве Баир. Кога ќе го правите патот до Деве Баир, до Крива Паланка во Источна Македонија? Кога е тоа планирано? Во која фаза ви е тоа планирано? Зошто мора да се прави автопат Тетово-Гостивар, каде што веќе имаме експресен пат постоечки? Тоа ли е приоритетот? Минатиот пат една колешка спомена дека преку патот Тетово-Гостивар ќе сме се поврзале со Европска унија. И тука морам пак да ги споменам оние книги од кои што учат децата, каде што Албанија ја ставивте на исток, а Бугарија ја ставивте на запад. Тоа е парадоксот на вашето владење, колеги од СДС и од ДУИ, односно од СДСМ. Понатаму, кажувате дека одредбите од предлог законот не имплицираат финансиски последици. Па како може да не имплицираат финансиски последици кога се надминуваат сите законски решенија што досега важеа? Со урбанистички проект сакате да градите автопат. Сите што се упатени во оваа проблематика, еве јас не сум, тоа го кажуваат експертите, кажуваат дека урбанистички проект служел за малски улички, а не за автопат. Нели ви е срам ова што го правите? Ова што го правите е дерогирање на уставот и на законите. И за ова ќе мора да има одговорност. Немој некој да мисли дека утре ова ќе се заборави и дека некој ќе ви прости. Благодарам. Реплика Панчо Минов.